Менталното здравје е основен дел од човековото постоење. Според Светската здравствена организација, менталното здравје се дефинира холистички, како благосостојба во која индивидуата ги реализира своите способности, може да се справи со нормалните стресови на животот, да работи продуктивно и плодно и да е во состојба да придонесува во заедницата. Во Националната стратегија за унапредување на менталното здравје во нашата земја, во периодот од 2018 до 2025 година, е истакнато дека менталното здравје подразбира капацитет за формирање и одржување релации, учење, работа, одмор и разонода, како и можност и право на лични одлуки и избори. Вака дефинирано, менталното здравје придонесува за хуманиот, физичкиот и социјалниот капитал во заедницата. Од друга страна, нарушеното ментално здравје се поврзува со низа социјални неповолности, злоупотреба на основните човекови права, влошено физичко здравје, намалена продуктивност и зголемен ризик од сериозни психијатарски заболувања. За да зборуваме за менталното здравје во контекст на севкупното здравје, јас ќе почнам со максимата која произлезе и ја објави Светската здравствена организација, а тоа е дека нема здравје без ментално здравје. Што всушност тоа значи? Ние не можеме да зборуваме за здрава нација, ние не можеме да зборуваме за здрава индивидуа, ако сакате, или за здрава светска популација, ако под тоа не подразбереме дека здравјето треба да го содржи и менталното здравје. Значи, невозможно е да зборуваме дека здрава нација е само таа нација каде што ќе го намалиме бројот на кардиоваскуларни заболувања, каде што ќе постигнеме рана детекција на малигни заболувања. Сето тоа е во ред и е добро. Меѓутоа, без грижа за менталното здравје не можеме да зборуваме за здрава нација. Од проста причина што менталното и физичкото се еден нераздвоив спој и не постои можност за нивно одвојување. Да го објасниме тоа малце поинаку. Било кое и телесно заболување со себе носи истовремено и една стресна ситуација и вие не можете да најдете, особено не хронично соматско заболување кое не е пропратено со психички нарушувања. Кога зборуваме за превенција на менталното здравје кај децата и младите, многу е важно истото да започне од најрана возраст. Многу е важно да се јакне психолошката отпорност кај децата, како одредени стресни ситуации, трауматски искуства или пак негативни животни случувања не би се одразиле негативно врз неговиот развој, психолошки развој. Кога зборуваме за заштита на менталното здравје, треба да најважни области каде што треба да делуваме, тоа се следните на ниво на семејство и на ниво на заедница. Секако како едно дете ќе реагира на одредено искуство негативно или стресогено, зависи од неговите индивидуални карактеристики, неговиот темперамент, односно дали детето е пречувствително, секако зависи и од тоа дали детето има лесен темперамент или е дете кое што многу тешко може да се справат родителите со него, така наречен тежок темперамент, дете потврдоглаво и наетливо. Исто така многу како ќе се справи детето со негативните искуства зависи и од неговите когнитивни, односно неговите сознајни капацитети. Колку е детето подобро ги разбира работите, секако дека ќе биде олеснувачки фактор за него. Исто така важна е и способноста на саморегулација на емоциите кај детето, кое што тој почнува да ги учи од измеѓу втората и третата година и веќе од четвртата и петата година треба да умее да ги саморегулира овие емоции, се разбира со поддршка и помош од возрастните. И исто така важно е дали капацитетот на приврзување кон објекти е исто така важен, што исто така е условен од неговите искуства во семејството. Втората област на која што особено треба да се обрне внимание во превенција на менталното здравје на децата, секако е и најважно е семејството. Семејната поддршка е многу важна и многу е важна каква е интеракцијата на членовите на семејството
внатре, нели, помеѓу нив. Многу е важно родителите какви воспитни стилови практикуваат во воспитувањето на децата. Понатаму, каква е приврзаноста со родителите, таа емоционална приврзаност го одредува целокупното понатамошно однесување на децата кон други објекти, тој ран психолошки атачмент, популарно како го сретнуваме во литературата, и секако важно е кои семејни вредности владеат во семејството. Поддршката од околината е многу важна, но следниот екосистем, значи освен семејството, за децата е градинката во предучилишна возраст и училиштето, и секако, значи, тука образованието има многу важен дел во превенција на менталното здравје на децата, секако и здравството, колку се достапни сервисите или какви ресурси има државата да им помага на децата и семејствата кога ќе се јави некој психолошки проблем. Помеѓу менталното здравје и попреченоста постои одредена врска, меѓутоа таа врска е многу покомплексна од тоа што на прв поглед се чини или тоа што на прв поглед се гледа. Како што напоменав, лицата со попреченост многу почесто се изложени на различни негативни искуства, и ако постои една акумулација на поголем број негативни животни искуства, сето тоа секако дека резултира со определена количина или определен степен на стрес, што од своја страна може да доведе до анксиозност, до депресија, до психолошка раздразливост и некои други тешкоти или проблеми во менталното здравје. Кога размислуваме за тоа кои може да бидат причините за појава на определени проблеми во менталното здравје кај лицата со попреченост, пред се, бидејќи станува збор за лица со попреченост, не треба да ги исклучиме физичките фактори, односно живењето со болка, живењето со одреден вид физичка попреченост, па дури некоја медикаментозна терапија, секако дека може да доведат до определена тешкотија во менталното здравје. Понатаму, повторно, вие негативни животни искуства, едноставно лицата кои што имаат попреченост имаат зголемена многу повеќе шанси кај нив да живеат во некоја социјална или културна депривација, да живеат во сиромаштија или пак на некој начин да бидат злоупотребувани. Секако и ова од своја страна може да доведе до тешкоти во менталното здравје. Тука ги имаме и ресурсите како причина или недостигот на ресурси како причина за појава на тешкоти во менталното здравје, односно под ресурси секако дека се подразбираат различни видови на формална поддршка или поддршка од средината, од општеството или од институциите, и неформална поддршка, односно поддршка од потесното или поширокото семејство. Едноставно, лицата кои што имаат попреченост можеби немале начин да научат вештини или стратегии за справување со стресни ситуации, со негативни животни искуства и слично, и секако дека тоа од своја страна може да доведе до појава на проблеми во менталното здравје. И секако на крај тоа се оние ограничувања од социјалната средина кои што ги напоменав, односно ставовите на другите луѓе. И ние како лица без попреченост многу често ги интернализираме сите разговори кои што ги слушаме за нас, меѓутоа ова многу повеќе се однесува на лицата со попреченост. Тие таа дискриминација и стигматизација кои што ги доживуваат, ги интернализираат, и сето тоа води до зголемен ризик од појава на проблеми во менталното здравје. Адолесценцијата подразбира еден период кој што е многу значено да биде поддржан младиот човек, и сметам дека училиштата се вистинско место каде што децата, односно оние кои што доаѓаат нели во рана адолесценција, можат да понатаму да се развиваат. Нашиот контекст образовен подразбира постоење и на нели стручни служби кои што се специјализирани да даваат специфична поддршка во делот на ментално и емоционално здравје. Еден дел од таа поддршка се реализира во формалната настава, значи преку изучување на различни наставни предмети, а другиот дел се реализира во воннаставните активности, што подразбира вклучување на проекти, вклучување во различни акции, кампањи, каде што учениците имаат можност преку еден неформален начин да ги развиваат своите капацитети. Светската здравствена организација проценува дека во светот повеќе од 450 милиони лица страдаат од разни видови ментални нарушувања: депресија, шизофренија, растројства поврзани со употреба на алкохол, епилепсија, разни типови деменција, а годишно се регистрираат околу 844.000 самоубиства,
од кои повеќе од половина се на возраст помеѓу 15 и 44 години. Според трендот на продолжување на животниот век и возраста на популацијата, бројот на лица со ментални расстройства ќе се зголеми во наредните 2 декади, а до 2025 година се очекува процентот на менталните заболувања да се зголеми до 50%. Но и покрај тоа, менталното здравје продолжува да биде едно од најзапоставените и најмалку финансирани развојни прашања на нашето време. Чувството на депресија и загрозено намалено ментално здравје и кај адолесцентската популација е и заради се потешкото оделевање на тој социјален притисок. Многу нешта студентите, адолесцентите во многу нешта се изложени на едно чувство дека тие мораат да направат нешто заради тоа што околината очекува од нив. Од тука се поизразено и се почесто е појавувањето на различни компрометирачки снимки, на различни видеа во кои што младите се подготвени да направат се и многу ризични работи само за да предизвикаат внимание, затоа што како да се очекува од нив да направат нешто со што ќе направат, ќе се покажат во некое кул издание. Но сето тоа е резултат токму на отсуството на вештини да се справат со таквите конфликтни ситуации, отсуство на вештини, како што реков, да се изборат со тој социјален притисок, отсуство на вештини да се справат со таквите социјални и емоционални тешкотии и, како што претходно нагласив, отсуство на вештини за критичко мислење кои што ќе им помогнат да разграничат што се аргументи засновани на докази, а што се флоскули или лажни вести или информации кои со ништо не се засновани, а може да предизвикаат сериозни промени во однесувањето кај адолесцентите. Конвенцијата за правата на детето од Организацијата на Обединетите нации укажува на тоа дека добро здравје е предуслов за добар квалитет на живот. Кога станува збор за ученици кои што немаат попреченост или ученици од општата популација, истражувањата покажуваат дека 20% од овие ученици имаат на годишно ниво некоја тешкотија во менталното здравје. Всушност, 1 од 10 деца на возраст од 5 до 16 години ќе развие некој вид на анксиозност, депресија, бихевиорални проблеми или проблеми во однесувањето или некои емоционални проблеми. Сега кога станува збор за лицата со попреченост, ситуацијата станува уште подраматична. Едно истражување од Велика Британија покажува дека децата кои што или учениците кои што имаат некој вид на learning disability или попреченост во учењето, 56% од нив имаат можност да развијат или развиваат некој вид на тешкотија во менталното здравје. Односно, сите европски и светски истражувања покажуваат дека учениците со попреченост имаат 4 пати поголеми шанси да развијат некој проблем во менталното здравје. Ризични фактори кои што може да влијаат и да го нарушат менталното здравје на децата од најрана возраст може да потекнуваат од страна на општеството, од страна на општествената заедница, доколку постои неподржување на единката или пак во општеството владеат одредени предрасуди, стереотипи кон одредени групи кои што се маргинализирани. Кога зборуваме за врсниците и кога зборуваме за предучилишните установи и училиштата, секако дека тука зборуваме доколку постои во училиштата насилства, односно булинг помеѓу врсници и доколку детето е жртва на таква злоупотреба и насилство, секако дека тоа ќе биде ризик за предизвикување на одредени психолошки последици, непосредни или долгорочни. Ризик може да биде слабата родителска поврзаност. Исто така, доколку дете расте во една клима семејна која што е напната, конфликтна, депресивна. Сиромаштијата или слабата економска состојба на семејството може да биде еден ризик фактор кој што може да го наруши менталното здравје на децата. И од кога ги наброевме сите овие ризик фактори, одредени показатели покажуваат дека доколку едно лице има 3 вакви ризик фактори, постои 50% ризик да детето развие или кај него да се јават
психолошки проблеми, а доколку постојат 5 ризик фактори, ризикот може да биде 75% од појава на ментални нарушувања кај детето. Значи, затоа е многу важно да делуваме на сите овие 3 нивоа како би го јакнеле психолошкото, би го јакнеле менталното здравје кај децата. Менталното здравје опишува нечија емоционална, психолошка и социјална благосостојба. Нашето ментално здравје влијае на нашите навики во исхраната, нивото на физичка активност, однесувањето, на употребата на супстанции и на тоа како размислуваме, чувствуваме и се справуваме со тешки ситуации. Со менталното здравје се среќаваме секој ден. Менталното здравје на една личност е исто толку важно како и неговото физичко здравје, а условите за ментално здравје се исто толку реални како и физичките болести. Ако се задржиме на менталното здравје и се обидеме да зборуваме за тоа како би го превенирале менталното здравје, значи за превенција на менталното здравје, мораме да тргнеме од тоа што се нарекува примарна превенција на менталното здравје, која во себе подразбира работа на менталниот развој од најраниот период, ако сакате од раѓањето на децата, па низ целиот тој развоен и воспитен период, па се до крајот на животот. Што тоа значи? Тоа значи дека за развивањето на здрави животни стилови постојат бројни фактори кои се од сериозно значење. Значи, неопходно е да има обезбедено една хумана и подржувачка средина од градинките за најмалата возраст, преку училиштата, потоа на работните места каде што луѓето се вработени, местата каде што луѓето живеат. Значи, една хумана средина, односно средина која ќе овозможи еден развој од најраниот период, па низ целиот животен циклус, можности за напредување, можности за развивање на тие здрави животни стилови кои во себе мораат да содржат можност како за едукација првин, како потоа можност за вработување, можност за рекреација, можност за културно воздигнување на луѓето. Значи, се тоа елементи кои се неопходни да бидат обезбедени за да се развијат тие здрави животни стилови, за да можеме да очекуваме дека ќе добиеме и ќе имаме една здрава, во психолошки смисол, здрава популација. Примарната превенција всушност подразбира склоп на низа фактори кои тука се преплетуваат, од економските фактори, од можноста да луѓето можат да се едуцираат, да се вработуваат, да напредуваат, да заработуваат, да живеат архитектонски, ако сакате, фактори, да живеат во една средина која е релаксирачка, која има доста зеленило, каде што има можност за рекреација, една средина во која има можност за брз транспорт и стигнување до местата каде што луѓето треба да стигнат. Значи, се тоа фактори кои, иако не се директно врзани со менталното здравје, на некој индиректен начин сериозно влијаат на севкупното ментално здравје на нацијата. Потоа, освен примарната превенција, секако дека е битно да споменеме и секундарната превенција, која всушност подразбира рано детектирање на било какви психолошки нарушувања кои ќе се појават кај луѓето од различна причина. Почнувајќи од различните стресни ситуации со кои се соочуваме во секојдневниот живот и манифестациите кои се можат да бидат манифестирани со зголемена анксиозност, со депресивност и со некакви други нарушувања на менталната состојба на луѓето. Од Советот за човекови права истакнуваа дека луѓето со ментални и здравствени состојби и психосоцијални попречености се соочуваат со големи предизвици за признавање на нивните права. Системите и политиките за ментално здравје ширум светот се во криза, со докази за потврди на економски, социјални и други права. Голем процент од ментално заболените лица имаат исклучително намалени можности за едукација, професионален ангажман, како и намалена работоспособност.
со што се зголемуваат нивната изолација, депривација, маргинализираност и осиромашеност. Многу луѓе никогаш нема да пристапат до суштинските услуги за ментално здравје или социјална грижа во текот на нивниот живот. Оние кои успеваат во тоа, често се соочуваат со услуги со слаб квалитет. Јавните расходи во овие контексти се исклучително ниски и често неправедно и неефикасно распределени. Се постава прашањето зошто проблемите во менталното здравје кај учениците со попреченост не се препознаени. Причините може да бидат различни. Една од причините е јазот кој што се појавува помеѓу образовните институции од една страна и институциите кои што се грижат за зачувување на менталното здравје кај овие ученици од друга страна. Понатаму причина може да биде ненавремената детекција од страна на наставниците или стручните тимови. Како што кажав на почетокот, многу ретко или скоро никогаш попреченоста не е причина за појава на тешкоти во менталното здравје. Многу почесто причините се оние бариери кои што се наметнати од страна на општествената средина. Друга една причина поради која што може да се јави непрепознавање на проблемите во менталното здравје кај учениците со попреченост е се несоодветните инструменти или несоодветната процена во насока на тоа дека понекогаш овие инструменти или овие процени не се развиени или не се спроведуваат во формат кој што им одговара на потребите на лицата со попреченост. За жал, на менталното здравје се работи само преку иницијативи кои што нели биле организирани од страна дали од универзитет или евентуално од потикнати од невладини организации. Тоа биле пократкорочни проекти кои што на некој начин се задржувале на некоја специфика или обработувале одредена проблематика или се занимавале со психичките нели аспекти на одредена популација. Денешниот концепт на ментално здравје далеку го надминува тоа сваќање на менталното здравје дека е отсуство на болест, туку пред се свртува кон една постојана грижа и превенција за одредени нели ментални или нарушувања во рамки на менталното здравје да не настанат. Здравствените установи во рамки на мој термин од 15 минути не можат да обезбедат соодветна услуга на ментално здравје за сите заинтересирани и пред се во здравствена установа се обраќаат луѓе кои што имаат некакви нели или чувствуваат некаква нели ментална дисфункционалност. Од друга страна, сите оние кои што имаат проблеми, прашања, родители со деца кои што најчесто се со проблематично однесување или недобро се вклопени во училишната средина или имаат проблем со лутина или имаат проблем со несоодветно однесување, често пати наставниците, бидејќи немаат служба и не знаат каде, ги упатуваат да се исконсултираат приватен психолог кој патем речено мора да се плати. Не секое семејство има можност да плати приватен психолог или психотерапевт да работи со нивното дете на прашањето на менталното здравје. Наставниците се оние кои што се на работ на професионално сокорување и овде сум присутна повторно да алармирам дека е потребно услугите на ментално здравје, било преку општините или преку централната власт, да се вклучат во обезбедување на бесплатна услуга на граѓаните, поточно на семејствата, децата и младите, во насока на зачувување на менталното здравје, било од аспект на превентивни програми кои што ќе адресираат одредени прашања, од најмали нозе, мора да кажам, до моментот на програми кои што ќе адресираат, ќе санираат одредени настанати ситуации, како со децата и младите, така и со наставниците и со пошироката училишна заедница. Врските и односите што лицата или учениците со ментално здравје ги имаат со другите лица, со нивните наставници, со нивните соученици, може да бидат или може да дадат многу поголем бенефит отколку било кој медицински третман. Не треба да забораваме дека подучувањето или наставничката професија е професија која што се базира на односи и на релации. Така што етосот во училиштето, позитивната емоционална клима и позитивните односи од страна на врсниците, односно со учениците, можат да придонесат кон тоа едно дете со попреченост позитивно да се идентификува во таа група и да се чувствува едноставно дека припаѓа. Со ова би помогнале да се спречи нели појава на различни проблеми во менталното здравје кај овие ученици.
Кога зборуваме за заштитните фактори кои што го може да го намалат негативното влијание на стресните и негативните животни искуства на детето, секако дека детето доколку има карактеристика во обкружување да се чувствува сигурно и прифатено и самото дете да си ги разбира собствените сили и да ги разбира ограничувањата кои што треба да се случуваат е еден од факторите кој што може да биде позитивен. Многу е важно родителите да развиваат еден квалитетен однос со детето. Што значи тоа? Тие да имаат блиски односи, многу е важно заеднички да ги решаваат проблемите доколку се јават. Кохезивноста на семејството вклучува емпатичност, значи емоции во врска во воспитувањето со детето. Секако да се покажува интерес за детето и за неговите постигнувања. Треба да нагласиме дека и вклученоста на таткото во воспитувањето на детето е исто така многу важен, при тоа практикување од страна на двата родитела позитивни родителски вештини во справувањето со растењето и развојот на детето. Треба да се обрне значително внимание на децата и младите, особено ако се наоѓаат во околности каде се изложени на зголемен ризик. Има значителни родови разлики во здравствените и социјалните фактори на ризик. Исто така, постои силна поврзаност помеѓу сиромаштијата, нееднаквостите и лошата ментална состојба. На глобално ниво, самоубиството е втора водечка причина за смрт меѓу оние на возраст од 15 до 29 години. За студентите е важно и тоа што тие се наоѓаат во еден формативен период од нивниот развој, кога дефинитивно се дефинира и нивниот карактер, идентитет, нивните потреби, смислата, што понатаму. И сите овие негативни ефекти кои што пред малку ги нагласив, секако силно влијаат и на нивното чувство за смисла во нивниот живот и што понатаму. Бидејќи овој период кога тие се дефинираат, го дефинираат и професионалниот идентитет и што понатаму како професионалци во поглед на работата, трудово вклучување во општеството, да придонесат на професионален начин во општеството. Така што отсуството на вештините кои што пред малку ги објаснив оневозможува да бидат силни и да се чувствуваат силно и одлучно и да знаат да бидат сигурни во себе што сакаат и како ќе постапуваат понатаму. Во таа смисла, а тоа не може да се направи преку ноќ. Во таа смисла, она што е исклучително важно е да како образовен систем конечно размислиме подлабоко, базирано на научните сознанија од светот и од кај нас, да развиеме системски мерки од најрано доба преку основно образование, средно образование на студентска возраст, да ги охрабруваме и да ги оснажуваме младите со вештини кои што ќе им помогнат да ја задржат самодовербата на едно задоволително ниво, а да не биде таа самодоверба кревка или ранлива. И од друга страна да ги подготвиме да се соочат со предизвиците на животот, бидејќи набргу тие стануваат независни и во секоја смисла независни и треба да се соочат со животот, со сета негова комплексност. Ако студентите не се подготвени за тоа, секако дека може да очекуваме во блиски днина, може да очекуваме се поизразено и поизразено зголемување на стапката на загрозено, нарушено ментално здравје, се поизразени и повисоки стапки на депресија, нарушен квалитет на живот и тоа секако е застрашувачки и е непожелно. Застрашувачки и на индивидуално ниво, затоа што сите тие индивидуи ќе имаат неквалитетен живот, а општеството е одговорно да направи се што може за да ги подготви за живот. Меѓутоа, негативно се одразува и на колективно ниво, се одразува на ниво на општество, бидејќи општеството ќе има се поизразени проблеми да се справува со една нова епидемија на нарушено ментално здравје, епидемија на депресија, за која што општеството тешко дека ќе биде подготвено. До
доколку со превенција и зачувување на менталното здравје се започне уште од најрана возраст и доколку во тоа се вклучат сите чинители, соодветните државни институции, училишната управа, наставниците, стручната служба и родителите, ќе може да се создаде безбедна средина во која ќе бидат достапни програми за развивање социоемоционални вештини и ќе биде достапна навремена и соодветна поддршка за оние кои имаат потреба од неа. Правилниот социјален и емоционален развој влијае и го потикнува целокупниот развој на децата, со цел да се изградат како здрави, креативни, задоволни, самоуверени, одговорни личности способни за соработка, кои може да дадат придонес за развој на заедницата. На тој начин се обезбедуваат услови за развој на личност која ќе управува со своите емоционални, ментални, духовни и физички потенцијали. Личност која ќе одржува здрави социјални односи во семејството, работната средина и заедницата. Да работиме сите заедно, нашите училишта да бидат инклузивни и безбедни средини за учење и растење, во кои има подеднаква грижа за благосостојбата и постигањата на секое дете. Само така навистина инвестираме во иднината и градиме правични и отворени општества.